Почитувани гледачи, продолжуваме со делот Наменет за здравје. Што се расцепи на устата и непцата? Колку се зачистени? Што значи ран ортодонтски третман? Одговорите на овие прашања ќе ги добиеме од мојата денешна гостинка, професор доктор Цветанка Бајрактарова-Мишевска од катедрата за ортодонција при стоматолошкиот факултет. Доктор Мишевска, добре дојдовте во магазин Здравје. Добро утро, благодарам на поканата и голем поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Да, можеби некој ќе мисли дека тоа не е многу честа појава, меѓутоа, слушајќи ве вас, ите како е голем проблем, посебно за бебињата, па еве за почеток да им објасниме на нашите гледачи што се расцепи на устата и на непцата. Расцепите на устната и палатумот или на непцето, односно хиелогнатопалатошизите, се е релативно честа и значајна патологија во орофацијалната регија, која се манифестира уште со самото раѓање на индивидуата, односно тоа е конгенитална аномалија која го афектира постнаталниот живот на новороденчето уште во текот на првите месеци. Оваа вродена аномалија настанува како резултат на некомплетно сраснување на сегментите на устните, тврдото и мекото непце, за време на феталниот развој, односно се јавува меѓу 4-та и 12-та недела од интраутериниот развој. Можам слободно да кажам дека овие аномалии се најчести конгенитални малформации во главата и вратот, а втори по честота аномалии во телото. Тоа ви укажува на фактот колку се они чести. Тој сакав да ве прашам, еве само прво да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Колку ни се зачистени овие аномалии? Морам само да нагласам дека може да се манифестираат како само расцеп на устна, само расцеп на палатум, односно расцеп на непце, или да бидат комплетни и расцеп на устна и расцеп на непце. Според Светската здравствена организација, просечната преваленција на расцепите се движи од еден случај на 700 до 1000 живородени деца. Значи страшно честа аномалија. Сега, оваа преваленција варира во зависност од етничката припадност, во зависност од популацијата, па така најниска преваленција имаме кај африканците, највисока кај индијанците и азијците, меѓутоа европјаните некаде спаѓаат во групата на средна преваленција, еден случај на 1000 живородени деца. Во однос на половата застапеност, исто и тука има разлики. Кај машкиот пол почесто се среќаваат расцепи на устните, во споредба со женскиот пол, додека пак кај девојчињата се среќаваат повеќе расцепите на непцето. Па би можела да кажам дека ова до некаде и некоја олеснителна околност во целата оваа ситуација. Зашто? Затоа што момчињата можат да пуштат брада, можат да пуштат мустаки, па на некој начин да го замаскираат белекот од хируршкиот зафат при расцепите на устна. Исто така расцепите многу почесто се јавуваат од левата страна на вилицата, во однос на десната, и 9 пати почесто се јавуваат унилатерално, отколку билатерално. И сега кога ни објаснивте нели што всушност се расцепите, бебе кое што има ваква аномалија, со кои проблеми се соочува? Да, бројни се проблемите од медицински, психолошки и социјален аспект кои што се јавуваат кај овие деца и нивните родители. Морам да нагласам дека според една студија на Светската здравствена организација, спроведена во 2001 година, на секои 2 минути во светот се раѓа по едно дете со расцеп. Па оттаму императив е доброто познавање и сериозниот пристап во третманот на овие аномалии. Кажав дека се бројни проблемите. Прво, имаме проблеми во исхраната. Поготово кај новороденчињата што се раѓаат со расцеп на палатумот. Имаме проток не може да цицаат. Не може да цицаат, имаме проток на млеко низ носните ходници. Кај овие деца доста често се јавуваат рекурентни инфекции на угото, пречки во говорот. Меѓутоа, незанемарлив е и фактот дека кај нив имаме зголемен развој на психосоцијални проблеми, односно емоционални проблеми. Од стоматолошки аспект, проблемите се делат на дентални и скелетни, значи морам да нагласам кои проблеми се од стоматолошки аспект. Имаме деформација на максиларниот дентален лак, односно горниот дентален лак од страната на расцепот. Ако е унилатерален, значи од двете страни се јавува деформација, доколку се работи за билатерален расцеп. Зголемен број на аномалии на зъбите, во смисла хиподонција, хипердонција, ротација, инклинација, тауродонтизам, хипоплазија на глеќта, значи една поширока палета на ортодонтски аномалии. Заради дефектот на максиларниот дентален лак. Исто така се јавува обратен преклоп, вкрстен загриз,
отворен загриз од скелетните аномалии, може да се јави максиларна ретрогнатија со мандибуларен прогнатизам, следствено на тоа има оклузија трета класа, така да гледате еден поширок диапазон на неправилности кои што се јавуваат кај овие деца. Така, пред да продолжиме, професор Мишевска, имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Здраво, пред се би сакала да ја поздравам докторката. Ви благодариме. И сакала да поставам прашање кога треба да се започне со лечење на расцепите. Не слушнав. Како може ли уште еднаш само да повторите? Кога треба и кога е најповолно да се започне со лечење на расцепите? Така, ви благодарам многу за јавањето, ви имаме добро прашање од наша гледачка. Да. Раниот ортодонтски третман, тоа и планирав да го кажам. Така, не беше во склоп на... Во склоп, да. На темата, значи, раниот ортодонтски третман е од исклучително значење за развојот на индивидуата. Јас ќе зборувам, па на тој начин ќе ви го одговорам и прашањето. Морам да нагласам дека имаме одлична соработка со клиниката за гинекологија, акушерство и клиниката за педиатрија во склоп на медицинскиот факултет во Скопје. Непосредно веднаш по раѓањето на бебето, на новороденчето, дали истиот ден, во зависност од тоа дали е кога е родено, или следниот ден, веднаш тие бебиња се носат на нашата клиника. Значи, ние сме специализирани, единствена клиника сме каде што ги третираме овие дечиња со расцепи. Како ќе ги донесат? Ние изработуваме акрилатни, ќе одговорам на слушателката, значи, одговорот е веднаш. Веднаш се почнува со третман на овие дечиња, доколку се работи за расцеп на палатумот. Затоа што кога имаме расцеп на палатумот, веќе и напоменавме дека имаме проблеми во исхраната, детето не може да цица. Со изработката на тие обтуратори, ние ги викаме акрилатни обтуратори, кои што се изработуваат, тие обтуратори прават бариера помеѓу устната и носната шуплина и не дозволуваат проток на млекото низ носните ходници. Како бебето расте, така се менува, така да одговорот е веднаш по раѓањето ние почнуваме со терапија од наш аспект. Професор Мишевска, што доколку не се почне веднаш? Дали тоа значи дека бебе со расцеп всушност нема да може и да напредува, односно да ги постигнуваме оние вредности кои што нели се за секој еден месец од после раѓањето на бебето? Апсолутно, значи имаме отежната исхрана, бебето не напредува во килажа, слабо расте, така да затоа и ова рана ортодонтска терапија што ставам акцент на незе. Како бебето расте, така овие обтуратори, значи се менуваат. Во склоп на овие обтуратори ние изработуваме и држач за носе. Тој е еден функционален елемент кој што го обликува носот и помага новороденчето полесно да дише. Значи, уште еднаш ќе напоменам, како бебето расте, така тие се менуваат. Така. Имаме гледачи на линија, еве да им дадеме предност. Повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден, јас веќе ве прашам, така што ве исклучам јас или не? Повелете, во програма сте. Па не, јас ве прашав за, не знам дали ме говорите, за јас имам проблеми со лупање на кожата и сакам да ве прашам за како можеме таа да излекуваме, ако знаете. Лупење на кожата, каде лупење на кожата? Па на прсти, на устната, на скоро секаде. Така, јас ви благодарам за јавањето, сепак ова не е во склоп, и сега за уста, меѓутоа... Не е во мој домен, меѓутоа сметам дека треба да се јавите кај матичниот доктор и да ви даде упат до, можеби, клиника за дерматовенерологија, каде што ќе ви дадат најсоодветен совет. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав прво до вас и до докторката. Ви благодарим. Сакам да прашам, бидејќи веќе имаме ние таков случај. Малата моја е со балата шиза и е 2 пати оперирана. Дали постои можност од таа проблематика да се добие поголема инфекција, да дојде до уште една операција на десното уво? Колкава е возраста на... Колкава возраст е детето? Возраста е 15 години е сега девојчето и веќе е оперирана 2 пати на максилофацијална
хирургија и требаше уште една интервенција да се направи, меѓутоа испадна оваа ситуација. На истата клиника? Каде да се направи, на истата клиника интервенција? Да. Зошто? Прв пат е оперирана на детска клиника, а после уште еднаш оперирана на максилофацијална хирургија и требаше уште еднаш да се оперира, меѓутоа се случи ова што се случи со инфекцијата на угото и останавме така прво да го средиме овој проблем, па и се треба веројатно пак да... Имаше расцепи на устната и на палатумот или само расцеп на палатумот? Само расцеп на палатумот, внатрешно. Добро, и со првата интервенција не се затвори? Да, сето тоа е затворено, меѓутоа мене ми интересира дали целиот тој процес влијае на ова што го добивме... Да, дополнителни инфекции, така ве разбравме. Да, со фатални последици до холеостоми на уго, до сето тоа. Не, мој совет ви е да се јавите кај оториноларинголог, значи на еден преглед и он ќе ви даде совет, затоа што кај овие пациенти многу е важен интердисциплинарниот пристап во нивното згрижување. Во овој интердисциплинарен тим треба да бидат вклучени оториноларинголог, значи од медицински аспект, оториноларинголог, логопед, психолог, пластичен хирург, педијатар, од стоматолошки аспект, максилофацијален хирург, педодонт, ортодонт, протетичар. Затоа мој совет ви е да се јавите на оториноларинголог и најдобро ќе ви дадат совет што и како понатамо. Сега, професор Мишевска, да се надоврзам нова сега што го одговоривте на нашата гледачка, кажавте колку се специјалности треба да се вклучат и колку е сега важна потребата, всушност дали ние имаме таков мултидисциплинарен пристап и тим за третман на вакви аномалии, колку е важно во нашава земја да имаме така? Да. Императив е тимската соработка помеѓу специјалисти од различни области во третманот на овие пациенти. При еден мој престој во 2016 година во Универзитетскиот клинички центар во Љубљана имав можност да присуствувам на конзилијарни средби помеѓу оториноларинголог, максилофацијален хирург и ортодонт. На овие средби се дискутираше и се носеа конкретни решенија, значи за терапијата на пациентите со палатошизи. За жал, кај нас во Македонија се уште нема званичен тим. Ние на нашата клиника успешно ги третираме децата со расцеп, меѓутоа во организацијска смисла треба да се даде едно поголемо значење. Значи, мора да се формира, ние имаме соработка со колегите, меѓутоа мора да се формира званичен... Да, едно е соработка, друго е кога Друго е кога има званичен тим кој што ќе ги превзеде овие деца. И сега, кога зборуваме за расцепите, дали тие се јавуваат како изолирана аномалија или пак се во склоп на некој друг синдром? Да. Од сите диагностицирани случаи на расцепи, околу 50% од расцепите отпаѓаат на комплетен расцеп и на устна и на палатум. Околу 30 до 35% само расцеп на палатум и 15 до 20% само расцеп на устна. Околу 70% од сите диагностицирани случаи на расцепи се јавуваат како изолирани аномалии, односно не синдромски, а само 30% се јавуваат како пропратен симптом на повеќе од 300 синдроми, како орофацијално-дигиталниот, најчесто во склоп на Пиер-Робиновиот синдром, Тричерс-Колинсовиот синдром, Вандервуд и така натаму. Значи, поголемиот процент се јавуваат како изолирани аномалии. А пред да продолжиме, еве да вклучиме уште еден гледач. Повелете, во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Едно прашање до докторката. Повелете. Имам внуче 2 години, имам направено, се уште не зборуваат, а разбира све. Некој пат час-пат ќе рече тате, баба, ама тоа многу ретко. Што е работава со детево, имат ли аномалија некоја или што е, или многу брзаме ние за да почне детево да збори, бидејќи првото дете, неговиот брат, многу мало зборуваше. Ако може да ми одговори. Така, јас ви благодарам за јавањето, можеби ова повеќе е прашање за логопед, еве да имаше конкретно да кажеше дали е со расцеп. Но ќе му одговорам да не се плаши, затоа што и мојата ќерка
прозборе тек после втората година. Ја исто така бев уплашена дали моето дете воопшто ќе зборува. На 9-10 месеци прооде, меѓутоа никако не сакаше да прозбори. А сега искрено да кажам, Та бидејќи ние сепак спомнавме во разговорот дека децава со расцеп може и не може нели веднаш да почнат и со зборување, не мора да значи. Ова дете нема расцеп, така да воопшто да не се плашите ќе прозбори, кога ќе дојде моментот ќе прозбори. Так. Професор Мишевска, кои се факторите за настанување на расцепите? Бројни се етиолошките фактори, тие се од мултифакторијална природа, меѓу себе се поврзани и често не можат да се разграничат. Во прв ред ќе ги споменам наследните фактори, меѓутоа не помало значење имаат и факторите на надворешната средина, односно факторите на животната средина. Бројни гени се лоцирани како причинители за појава на расцепи, меѓутоа кои точно гени предизвикуваат расцепи во одредени популации се уште не е точно утврдено. Од надворешните фактори во прв ред ќе го споменам пушењето. Бројни студии ја докажале поврзаноста помеѓу активното пушење на мајката за време на првиот триместар од бременоста со појавата на расцепи. Понатаму, дефицитарната исхрана сиромашна со Б витамини, недостаток на фолна киселина, потаму се и препораките, нели, кога веќе девојката или жената планира бременост, неколку месеци пред планираната бременост да прима фолна киселина. Понатаму, како можни етиолошки фактори се сметаат инфекции за време на првата половина од бременост, како што се рубеолата, инфекции со цитомегаловируси, консумација на алкохол, наркотици, медикаменти, исто во текот на првата половина од бременост, и не помалку значајно е и стресот, значи се смета стресот како значаен фактор во појава на расцепи. Сега во денешно време колку можеме да го избегнеме стресот, тоа е знак тоа е фактор за сите други болести, не само за... Апсолутно, да. Меѓутоа исто се смета како причинител. Значи, бројни причинители се... Так. Во текот на разговорот ви спомнавте, нели, еве и на како одговор на нашиве гледачи, меѓутоа каков е протоколот за третман на овие расцепи и што значи ран ортодонски третман? Морам да нагласам, според една Eurokleft студија спроведена од 1996 до 2002, малце се тие постари податоци, меѓутоа понови податоци не можев да најдам, резултатите од таа студија покажаа дека во Европа постојат 194 различни хируршки пристапи во третманот на палатошизите. Тајмингот и хируршкиот пристап зависи од центар до центар, значи и од протоколот кој што се спроведува во тој центар. Во голем дел од Европа, вклучително и во нашата земја, хеилопластика се изведува, односно хируршки зафат на усната се изведува на 6-месечна возраст, оперативен зафат на мекото непце на 1,5 година, а на тврдото непце на 2,5 години. Многу е важен раниот ортодонски третман. Уште еднаш ќе нагласам зашто е важен, затоа што на тој начин вие му овозможувате исхрана на новороденчето и развој на новороденчето. Со изработката на овие обтуратори вие му ја олеснувате исхраната и овозможувате негов развој. Морам тука да апелирам до одредени колеги, да укажам на одредени пропусти кои што се случуваат од страна на одредени колеги во Република Македонија, не со цел критика, туку со цел превенција, со цел превенција на одредени состојби. Ќе дадам само еден пример од многуте примери. Се сеќавам, беше 9 февруари 2021, значи пред 2 години. На нашата клиника дојдоа родители со 8-месечно бебе со расцеп на палатумот. Мајката се пожели дека бебето слабо напредува во килажа, тешко се исхранува и напомена дека откако е родено, никој не им укажал од страна на медицинскиот персонал дека треба кај ова дете да се изработи обтуратор и на тој начин да се олесни исхраната. И уште нешто, што е уште пострашно, кога дојдоа, детето на 8-месечна возраст имаше назална сонда. Значи 8 месеци ова бебе беше хрането исклучиво преку назална сонда. Што е мачење и за бебето и за родителите. Тоа е страшен стрес и за самите родители. 8 месеци вие да го храните преку назална сонда е страшно. Се извади назалната сонда, истиот ден направивме обтуратор.
ги закажавме на контрола, се сеќавам беше 2 март, значи после непол месец, кога дојдоа на контрола, веќе 2 кила беше детето поправено. Значи имаше 2 кила качи тежина и веќе се виде видлив напредок во изгледот на детето. Така да сакам да апелирам до сите колеги во Република Македонија, кога Да не ги занемаруваат. Да не ги занемаруваат овие деца. Значи, кога ќе се родат вакви дечиња со расцеп на палатумот, ве молам, препратете ги на нашата клиника. Значи, ние сме специализирани за изработка на овие обтуратори. На тој начин ќе им овозможите, значи, полесна исхрана и ќе им овозможите развој на овие деца. Так. Професор Мишевска, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, еве кажавме и што се расцепи, што може да се случи, кои се проблемите, и еве за крај ден ваш апел, совет до нашите гледачи. Бидејќи сепак не е некоја ретка појава, туку често се случува. Да. Со оглед на тоа дека е доста честа, кажав колкава е честотата, значи апел и до родителите. Кога ќе ви се роди вакво дете, доколку никој не ви препорача, слободно дојдете на нашата клиника, каде што на вистина ќе добиете врвна услуга и ќе му овозможите развој на вашето новороденче. Еве, напоменав, се случува да одредени доктори не укажуваат дека има потреба од обтуратори. Меѓутоа, еве, јас апелирам и ви укажувам дека има начин како тоа да се коригира и да му се овозможи развој на новороденчето. Так. Професор Мишевска, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што ги споделивте овие искуства за да слушнат сите наши гледачи што се расцепи, но дека не е ништо страшно ако навреме се побара лекарска помош. Да, апсолутно ви благодарам на поканата. Так. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио.